Во рамки на деновите на хуманоста, ликовното студио Белогаски при Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров, заедно со јавната локална библиотека Илинден и Дневниот центар за лица со посебни потреби и годинава организира ликовна работилница на тема Новогодишна магија. Јас и овој пат сакам да потенцирам дека не треба да им последуваме внимание на лицата со посебни потреби само на 3 декември, туку секој ден, затоа што ние токму од тие лица секој ден учиме што е љубов, што е среќа и како да му се радуваме на животот. Денеска, во рамките на обележувањето на 3 декември, денот на лица со посебни потреби, нашата установа Национална установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров, заедно во соработка со Дневниот центар за лицата со посебни потреби и во соработка со ЈЛБ Илинден Делчево, јавната и локална библиотека, организиравме ликовна работилница во нашето ателие Љубомир Белогаски, каде нашите деца од нашето ателие заедно со децата со посебни потреби организиравме ликовна работилница на тема зимски пейсаж и Нова година, така да се дружиме, да ги вклучиме нив да бидат дел од општествените случаи. Се црта со акрилно платно, некои избраа да цртаат со техниката ули на платно, се црта на тема новогодишна магија за предновогодишните празници. После ликовната работилница, ликовните творби ќе бидат изложени наредниот ден во ходникот на јавната локална библиотека, пошто следува нивно донирање во центарот за Дневниот центар за посебни потреби. Еве денес, како прво сакам да им го честитам 3 декември, светскиот ден на лицата за посебни потреби. Значи, ние, Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров, еве веќе трет година поред, значи добиваме проекти кои што се поврзани со лицата за посебни потреби и нивната ангажираност во социјалниот живот. Значи, денеска со проект кој што е одобрен од Министерство за култура, значи ликовна работилница со лицата со посебни потреби, значи нашиот сочен соработник уметникот Александар Белогаски со ученици од гимназијата и со значи уметникот, ликовниот уметник Благоја Милчевски ќе можат на децата со попреченост да им дадат некои основни сознанија како се црта, како се изработуваат ликовни творби на платно и самите деца ќе направат свој проектна активност каде што ќе насликаат нешто што го замислиле со помош на нашиот раководител по значи ликовна дејност и членовите на ликовното студио Белогаски. Па затоа јас и од порано сум велел дека лицата со попреченост треба да бидат повеќе значи застапени во секојдневниот живот и дека не треба да им се дава само еден ден, туку сите денови треба да бидат заедно со другите значи личности. И во оваа прилика сакам да кажам дека уште многу проекти треба да се прават со ваква содржина, за да можеме сите ние заеднички да им помогнеме значи на лицата со попреченост. Исто така сакам голема благодарност до значи Сдруженијето на граѓани Бравура кооператива и до нивниот раководител Александар Николов, кои што веќе со години работат за подобрување на значи самата состојба социјална згриженост на овие лица и е од голема помош на градот Делчево и на самите лица во областа на лицата со посебни потреби. Исто така голема благодарност до значи библиотеката Илинден, која што и овој пат не излезе во преслед, значи со доделување на некои награди, што се вклучи директно во самиот проект и тие еве покажа солидарност кон самите значи деца и кон Центарот за култура, дека и покажуваме и докажуваме дека заедно со заедничка значи активност можеме да придонесеме многу повеќе отколку секој самостојно за себе.